Драги мои пријатели, деновите брзо одат. Нели така? Убаво ни беше кога почнавме во петок првата тема од овој серијал кој што го насловивме како борба за бесмртност. И добивме одговор преку библиските примери, преку еден вистински настан што се случило за тоа како ќе изгледа таа последна ноќ на планетата Земја, но највеќе акцент стававме на Христовата љубов кон нас, неговите активности да не извлече, да ни помогне, да ни даде шанса, прилика, земајќи го примерот со потопот и нам денеска, кој што живееме во ова време, а Исус ова наше време го споредил со времето на потопот. Така да тие два настани се многу слични. Вчера предпладне имавме прилика да зборуваме за библиската панорама на завршните настани, а попладне зборувавме за Господовиот ден. За денот Господов запишан или опишан и во Стариот Завет, преку старозаветните пророци, но исто и Господовиот ден, како што Исус го има представено во својот познат говор за крајот на времето во Матеј 24 и Матеј 25 глава. И она што беше суштина вчера на тоа проучување, затоа што ова е многу важно што ќе го кажеме, за да продолжиме вечерва со ова последна тема што е пред нас, тоа е дека сите на крајот нема да обстанат. Во смисла, сите на крајот нема да бидат на Божја страна. Видите, спасението нема да биде универзално. Во смисла, било како било ќе живееш, било во што ќе веруваш. На крајот Господ е милостив, демеки готово ти ќе биде спасен. Не, тоа не е библиска наука. Библиска наука е дека има време на милост. И во тоа време на милост Бог вели, искористи ги приликите, можностите, шансата што ти ја дава. Да, ќе дојдат катастрофални настани во овој свет, но рековме пророштвата не се тука да не заплашат, него да не усмерат. Тоа се наши пријатели. А Исус ветил, ќе бидам јас со вас до крајот на времето. Не знам што да ви се случи во животот. Не знам кои тешки моменти сте ги доживеале во животот. И тогаш кога солзите, очите ни беа полни со солзи, кога никого и ништо не гледавме пред себе, во тие најтешки моменти, Исус бил со тебе и со мене. Сега гледаме како ни стакло, вели извештајот библиски. Но ќе дојде ден, на крајот тоа нешто ќе обстоја, така ќе видиме кој, уште еднаш ќе се подсетиме, ќе ти ги раскаже сите настани од твојот живот, зошто си поминал низ тоа што си поминал. Некои работи сме ги поминале како последица на својот погрешен избор. Некои работи сме ги поминале затоа што ѓаволот не сакал да имаме мир. Никого тој не сака да има мир во овој свет. Некојаш за да бидеме пример на луѓето. Многу има одговори по тоа прашање зошто некои работи не се случуваат. Но кога ќе дојде Господовиот ден и кога Господ еднаш за секојаш ќе биде со својот народ, ќе добиеме одговор на сите наши прашања. Но за да обстоиме, треба да бидеме запечатени, рековме. Само запечатените ќе обстојат. Тие ќе бидат победници. А запечатувањето рековме дека е поврзано со Божиот закон. Затоа што во Божиот закон направивме споредба со Бога и законот, е опишан Божиот карактер. И Бог вика законите ќе ги запиша во срцата наши. Затоа што тоа што е запишано во твоето и моето срце го обликува нашиот карактер. И нешто посебно драгоценно има во Божиот закон, рековме уште таа завршна мисла, пред да одиме на предавањето, во тие 10 Божи заповеди кои што го следат тој старозаветен документ, а документите во старо време печатот го носеле во самиот центар, нели така? Во тој документ и во центарот на тие 10 заповеди, на декалогот, на моралниот закон, се наоѓа заповета во која што се содржани трите многу важни елементи што содржи еден печат во себе. А рековме што се тоа? Името на нешто го дава, потоа титулата негова, како и територијата на која што он владее. Господ Бог, неговото име, создател, неговата титула и на небото, морето, земјата и водените извори. Ете, тоа е содржината на Божиот печат, кој што ќе го имаат сите оние што ќе дозволат Бог едноставно да биде главен во нивниот живот. А рековме сите тие 10 заповеди, сите овие три елементи ги наоѓаме во 4-та Божја заповед. Заповета за денот за одмор што Бог ни е оставил. 6 дена работи и заврши ги сите твои работи. А седмиот ден, јасно вели Светото писмо, е сабота. Ете,
тоа го заокруживме тоа проучување што го имавме вчера околу тие работи, каде што го прочитавме текстот од Езекијел 20 глава 12 и 20 стих, каде што сам Бог кажува: им ги дадов саботите мои да бидат знак, печат. Мои саботи знак помеѓу нив и јас, дека сум јас Господ што ги посветувам. Ете, тоа беше тоа проучување, ова е кратко повторување за оние кои што вчера не беа и подсетување за нас. Знаете, повторувањето е мајка на мудроста, така да добро е тоа да го кажеме, пред да направиме една завршница на овој серијал која што носи наслов Борба за бесмртност. Оваа книга што ја држам, што сите вие имате, сушност е книга што ни дава информации за оваа тема. Ке видите како. Вечерва ние ќе проучиме еден аспект, jer ова борба за бесмртност можеме да организираме цел серијал од 10 проучувања, подразбира повеќе работи, но денеска ние суштината ќе опфатиме со оваа тема. Да, ова книга, како што рековме, која што содржи и поезија, и проза, и историја, и археологија, и историја, но највеќе првенствено зашто е дадена да ни го трасира патот за животот вечен. И затоа, со право ќе почнам со една констатација како увод на ова проучување. А што е тоа? Што пишува? Што се централни теми во Светото писмо? Животот и смртта. Ке видите. Централни теми во ова драга книга се животот и смртта. Библиската хронологија, почнувајќи од прва книга Мојсеева, како почнува Библијата, од прва глава, па понатаму, во секоја библиска книга, а има 66, 39 во Стариот, 27 во Новиот, во сите тие 66 книги, каде што има илјадници глави, така е структурирана Библијата или Светото писмо, ни го потврдува фактот дека животот и смртта се испреплетува. Животот и смртта. Да. Како? Еве одиме од почеток. Чисто една слика да имаме, да видите дека животот и смртта се тука присутни. Во почетокот нашата земја беше безобличи и пуста. Немаше услови за живот. Но кога Бог проговори, кога Бог рече, тогаш се создадува што? Услови за живот. Живот се создаде. Бог кога зборува, тој дава живот. Така да извештаите во прва книга Мојсеева, прва и втора глава, ни дават извештаи дека Бог го создал што? Животот. Поточно во првата глава за 6 дена го создал овој наш свет. И на крајот, како резиме на таа прва глава, вели кога Бог погледна се што создаде, како беше? Многу убаво. Живот, рај, раскош, фантазија. Втора глава на некој начин е дообјаснување на прва глава. За некои работи, како е создаден Адам, Ева, како биле ставени во самиот Едемска градина, што им беше побарано од нив, така да тој втора глава како едно објаснување на прва глава. Така да прва и втора глава имаме извештај за животот. Но што имаме во трета глава прва книга Мојсеева? Смрт. Почнува таа клицена смрт да се појавува затоа што се појавува гревот. Гревот во првите 2 глави ги немаме во Библијата. Но го гледаме гревот како полека навлегува во нашата планета Земја во трета глава. И како последица на гревот веќе што? Почнува да се појавува смртта. И сега, од 4 глава понатаму, животот и смртта се испреплетуваат. Нели така? Една, од глава во глава, тие теми се испреплетуваат. Како? Што имаме во 4 глава, прва книга Мојсеева? Убиство. Смрт имаме. И тоа кој го убил? Родениот брат го убил. Не налегуваме сега во овој извештај само како подкрепа дека Библијата е извештај за книга која што дава извештај за животот и смртта. Не ли така? Каин губива Авел. И ова глава ни зборува за живот и смрт. Но ова што сакам вашето внимание да го усмерам вечерва на ова глава во Библијата. Прва книга Мојсеева, 5 глава. Најреална глава во Светото писмо. Најчудна глава. А знаете што имаме таму? Се родил, живеел и умрел. Тоа е фразата што често ќе најдете во 5 глава. Ту и таму неколку стиха има
со малце објаснување кој бил Енох и како жив бил однесен на небото, и уште нешто малце ситно за некои работи, меѓутоа, во суштина таа генеалогија, тој родослов што е опишан таму, доминира реченицата се родил, живеел и што? А каде то обично ние го наоѓаме такво извештај? Во надгробните споменици. 5 глава извештај како да сте дошле во гроб, на гробјен тука. И што гледате? Датум на раѓање, цртичка и датум на смрт. Што е животот? Опрашале познатиот пејач Ѓорđe Балашевиќ. Знаете кој одговор го дал? Таа црта вика помеѓу годината на раѓањето и годината на смртта. Ете, тој е животот. Драги мои пријатели, тој е животот. На ова земја ние очекуваме нешто многу другачи. Значи, живот и смрт, најреална глава во Библијата. Понатаму, што имаме во потопот? Од прва книга Мојсеева, 6 глава до 9 глава. Исто. Бог сака да се очува во живот. Бог гледа беззаконие, зло, умират луѓе секој ден, криминал, катастрофа пред потопот. Ако го остава така, тој свет ќе се самоуништи сам по себе, а има само едно семејство верно. Таму цвете живот, а ваму едноставно криминал и зло. И Бог сака да го уништи светот, но да им дава шанса сите да се вратат. Никој не се враќа, освен ова семејство што го имаме извештајот. Така да 6, 7, 8, 9 глава извештајот за потопот ни зборува за живот и смрт. И така, ако одиме понатаму, драги мои пријатели, скоро во секоја глава во Библијата, а во секоја книга сигурно темата за животот и смртта се присутни. Се третирани тие теми. Дури, ова гледате го сега. Кој е најпознатиот текст во Библијата? Јован 3:16. Што имаме во суштината на тој текст? На Бога толку умиле светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него, што? Да не умре, него да. Повторно, која тема е присутна во Библијата? Животот и смртта. Најпознатата парабола во Библијата, тоа е параболата за изгубениот син. Некој сакам со вас детално да ја проучувам, фантастична парабола. Во еден момент, во процесот на враќање на изгубениот син назад кон таткото, тој ги кажува следните зборови. Колку наемници во куќата на мојот татко имаат што? Леп и се што им треба. Тој е символ за живот. А јас тука што? Умирам од глад. Повторно, која тема е присутна во ова парабола? Животот и смртта. Невозможно е, кога размислуваме за планот на спасението, да не го спомнеме Јован 3:16 и ова парабола. Jer во Јован 3:16 и во ова парабола е суштината на спасението. Ова парабола зборува како треба да се враќаме кај таткото наш небесен. А Јован 3:16 вели што Бог направил за да го добиеме тоа што Бог сака, а тоа е животот вечен. Животот и смртта. Животот и смртта. Така да со право, ова една кратка анализа ни помогна да сватиме, а го знаеме тоа од Библијата, само овие работи ги ставивме во еден контекст, ни помогна да разбереме дека Библијата е книга која што ни зборува за животот и смртта. Е сега, многу важно прашање. Помеѓу кого се води таа борба помеѓу животот и смртта? Помеѓу кого? Па, ако постои борба, ако постои живот и смрт, мора да има две страни. Страната на доброто и страната на злото. Исус и ѓаволот. Каде почнала ова борба? Ова само рафално. Каде почнала ова борба, драги мои? На небото. На небото почнала ова борба. Никош Бог не ја планирал. Тоа беше избор на еден ангел, кој што ништо не може да стасуваше во суштина, а сметаше дека многу нешто му фали. И почна некој незадоволство во срцето да му се појави. И почна тоа незадоволство да го шири и дојде до ова што го имаме ние како извештај во Откривение 12 глава 7 до 9. И вели, настана војна. Еве е првата војна. Ни Украина, ни Русија, ни Израел, Палестина, ниту било која друга, ни прва, ни втора светска војна, првиот конфликт, првиот судир, првата борба, од каде што произлезе сето она зло што се случува на овој свет, еве го изворот. И настана војна на небото, Михаил и неговите ангели војуваа против змевот. И змевот и неговите ангели војуваа против нив, но не устојаа. И за нив веќе не се најде место на небото. И беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена Јавол и Сатана, која ја мами целата вселена, беше соборен на земјата и заедно со него, кој беа и ангелите негови. Еве е таа борба. Што се случило?
Меѓутоа, ова го знаеме од Библијата, но сакам вечера да се фокусираме на една друга борба. Ова борба е завршена, горе во небото. Таа продолжила доле на земјата. И таа ќе продолжи дека има време на милост. Меѓутоа, сакам сега од овој момент, драги мои пријатели, ајде таа борба да ја согледаме во нашиот живот. Работам како пастор. Се среќавам секој ден со луѓе. Одам во посети. Ги слушам потребите на луѓето, проблемите на луѓето. Седам со луѓето, се молам заедно. И гледам какви борби луѓето имаат во својот живот. Ова не е само борба што се случила еднаш горе во небото, него таа борба е многу реална во твојот и во мојот живот. Нашите семејства се на удар на таа борба. Да, ние самите се бориме. Колку ли пати ти доаѓаат лоши мисли? А не си таков по природа. Добар човек си, поштен човек си. Меѓутоа имаш борба во срцето свое. Има некој што не сака да имаш мир, не сака да има радост. Сака едноставно да бидеш во некој конфликт, во некоја секирација, во некоја гужва, да трчаш само да не знаеш зашто. И таа борба ние ја чувствуваме во нашите животи. Не е лесно, но така е на овој свет. Вели Јов, човек роден од жена, е со краток век и како му е животот? Пон со неволи, нели така? И библиски апел во 1 Тимотија гласи 6 глава 12 стих. Еве го советот во таа борба како да се поставиме. Бори се во добрата борба на верата. Држи се за што? За вечниот живот, за безсмртниот живот, за кој си повикан и си дал добра исповед пред многу сведоци. Да, драги мои, видите како Библијата реално ја пишува борбата во која што ние ја наоѓаме. Не е лесно. Ја ќе одам конкретно сега преку некои текстови да видиме во каква борба сме ние повикани. Само да ви кажам. Кога ќе одлучиш вистински да му служиш на Господа, вистински кога велам во целост да почитуваш она што вели Светото писмо. Во целост. Ќе доживееш борба во твојот живот. И тоа силна борба во твојот живот ќе доживееш. Сум ја доживеал лично, јас во мојот живот, во моето семејство, во моментот кога едноставно направи завет, тука направи завет со Господа, во овој базен. Да, кога се вратив тој 1 февруар 92 година, ја живеев со татко и маќија. Знаете кој прво прашање ми го постави мојата маќија? Како се викаш сега? Се промени верата? А јас доаѓав од муслиманска средина. Никош не сум бил ни во џамија, никош не сум ни читал Куран претходно, ништо. Меѓутоа љубовта на Исуса Христа ми го освои срцето. И таа љубов до денешен ден ја чувствувам во срцето свое, во мислите своји. Гледам колку Бог се грижи. И за мене, и за многу други едноставно, за сите нас. И што да одговориме? Борби почна на разни. Меѓутоа, чувствував Исус беше со мене. И мислите тие борби престана? Не! До последен здив ќе се бориме. Затоа што тој што го изгубил своето место горе во небото, ѓаволот, не сака ти да бидеш там. Не сака јас да бидам там. Тој сака да останат нашите коски на ова земја тука и да бидеме изгубени за секогаш. Но библиски апел е бори се. Бори се во добрата борба на верата и држи се за вечниот живот. Да, нема поголема награда од вечниот живот. Животот со Исуса Христа, заедницата со Него, со непоштената и нечиста личност во целиот семир. Нема подобро тоа. Не знам што да имате во овој свет, кога знаете дека стареете, кога знаете дека деновите ни се изброени, кога знаеме дека едностанен ден ќе не носат од нашиот дом на своето привремено почивалиште, кога гледаме како посмртна поврка поминува и знаеме што нас не чека, нема таа награда, нема тие материјални добра едноставно што ќе ја заменат ова мисла за вечниот живот. Не, драги мои, на овој свет сме само гости. Гости сме. И не знаеме до кога ќе бидеме. Но ако одлучиме да се бориме, да се држиме за вечниот живот на кој што сме повикани, тогаш навистина едноставно ги имаме зошто да живееме. Сакам да поделам една мисла од еден духовен писател. Тој напишал многу книги. Ние како Адвентичка црква го цениме многу овој писател затоа што она што го проучува стои во Светото писмо. Во една книга која што носи наслов Совети за родителите, учителите и студентите, на овие страници при крајот на 365 и почетокот на 366 страна ги пишува следните зборови. Фантастична мисла. На човекот, значи на тебе и на мене, му е доделена една задача. Имаме задача
во ова голема борба за вечен живот. Тој мора да одговори на делувањето на Светиот Дух. Ако сакаме да бидеме на Божја страна, ако не одговориме, нема да бидеме на Божја страна. Видите, има нешто наш дел што треба да направиме. Да, спасението е бесплатно. Спасението е гратис. Ни го дава Господ. Меѓутоа, ние нешто треба од наша страна да направиме. Ќе видите како што. Тој мора да одговори на делувањето на Светиот Дух. Потребен е голем напор за да може човекот во потполност да ги скрши силите на мракот и духот да делува во него за да тоа го постигне. Мислите, лесното спасението Исус ни го дава и ние само го прифаќаме и готово. Борба, драги мои. Борба. Голема борба. Ке почне со зло, непријателот во твојот живот. Ке почне со добри работи на некој начин. Привидно добри работи. Да те наведе на зло. Понатаму што вели текстот? Еве го, еве ја мислата. Во борбата за бесмртност. Човекот мора да го напрегне секој мускул и да ги искористи сите своји способности. Но Бог е тој кој што сето тоа го прави да биде што? Делотворно. Штом Господ гледа во тебе волја, желба и се поставаш како што треба, нели така? Да живееш според неговата волја изразена во 10 Божји заповеди, тогаш Бог го прави делотворно секој твој напор што го направи, што ти го правиш. Ниедно човечко суштество не може да се спаси ако не вложи напор. Опа! Имаме библиска подкрепа на тоа и тоа ќе го анализираме во положение. Господ повикува. Еве, ова ќе биде предмет на наше проучување понатаму до крајот. Овој текст библиски. Што вели? Што вели текстот? Навалете! Навалете да влезете на каква врата? Тесна врата. Чекате, тоа навала е па напор. Ако треба да навалите нешто, вие треба што? Да покажете волја, да покажете желба, да покажете едноставно една емоција дека сакате тоа да го добиете. Еден став. Прашете го Јаков, старозаветниот лик, која борба водел во својот живот. Па чекајте, Исус каква борба водел во Гециманија? А Павле? Можеме многу примери да земеме. Навалете да влезете на тесна врата, зашто ви кажувам, многумина ќе бараат да влезат, но што? Но нема. Нема да? Можат. Драги мои, ова е многу сериозна работа. Ова ние мислиме некој време ќе дојде таму после 100 години. Не бре, луѓе. Секој ден се одлучува спасението твое и мое. Мора секој ден да донесеме одлуки. И еве ова ќе биде сега едноставно предмет на нашето проучување, ќе видите како Библијата, како ќе го анализираме овој настан, многу интересен ќе биде во овој правец. Навалете или борете се да влезете низ тесна врата, зашто ви кажувам, многумина ќе барат да влезат, но не ќе можат. Сега, еве една анализа. Овој текст нагласува колку важни работи? Три важни работи, цело положение ќе ги анализираме сите овие три работи, jer многу се важни. Прво, во овој текст опишан е спасението. Како е опишано спасението во овој текст? Тесна врата. Така е опишано. Навалете да влезете на тесна врата, навалете да влезете да го добиете спасението. Спасението е представено како тесна врата. Имаме опис. Втора работа што наоѓаме во овој текст, ќе одиме детално да го проучиме, втора работа што наоѓаме во овој текст е заповед. Навалете. Борете се. Ти треба, јас треба да се борам. За твоето и моето спасение за моето спасение јас сум одговорен, за твоето спасение ти си одговорен. И трета работа, имате пророштво. Многумина ќе сака да влезаат. Ајде затоа одиме едно по едно сето ова да го анализирам. Описот на спасението, рековме, представено како што? Тесна врата. И текст библиски во оваа насока го читам во Матеј 7 глава 12. Што вели таму? Влезете низ тесна врата, бидејќи широка е вратата и широк е патот кој што водат каде? Во пропаст. И многумина има кои што одат по нив. А тесна е вратата и тесен е патот што води во живот. И колку луѓе одат таму? Колку луѓе одат таму? Сега да ве прашам нешто. Тесната врата е опис на спасението. Широката врата е опис на оние што ќе пропаѓаат. Сега.
Помалку иде тука, а повеќе иде тука. Што е полесно за еден човек? Да се бори сам против сите или да оди заедно со нив? Зборувам што е лесно за нашата грешна човечка природа. Со сите. Да бидам сега директен, конкретен. Вчера тоа го спорев, ама сега ќе зборам затоа што, драги мои, чувствувам да го кажам. Затоа што сметам дека има тука, сите сте вие искрени луѓе што доаѓате да го слушате Словото Господово. Зошто заради клучни работи во нашиот живот да го изгубиме може би она највредното? Да бидеме поразени во борбата за бесмртност. Добро, се јаде едно конкретно прашање. Можда ќе биде за некого онака, значи и посебно прашање, може би чувствително. Колку луѓе денеска го почитуваат саботниот ден, а колку луѓе го почитуваат неделниот ден, како седми? Дали повеќе го почитуваат саботниот ден, каде што лежи печатот Божи, или повеќе го почитуваат неделниот? Така е. И ако одиме да направиме анкета, чисто едно лесно прашање да поставиме, кој ден е седми? Би не погледнале чудно, би, не знаеш? Па се знае, вика, недела е. А Библијата што вели? И сега? Тесната врата вели ова. А широката врата вели што? Ова. И сега? Популарно е ова. Ова не е популарно. Ама вика, малку минодат по тесната врата. А по широката? Лесно ли е тоа, драги мои? Чекајте. Чекајте. Знам, за некого е чувствително прашање. Поготово ако тоа го правиме од раѓене. Сме го почитувале еден ден, кој што верувавме цел живот дека е седми ден. А сега доаѓаме до некои работи сосема чудни. Знаете што значи во исламска култура да се прифати Исус како Господ? Еве се да ви кажам уште потешки работи што постојат. Знаете, живееме ја таму. Се соочувам со некои луѓе така. Не почитуваат. Ама од друга страна, кога ќе почнеме да збориме нешто вака кај нив. Популарно е каде што се многумина. Ама Исус оди вика по тесната врата. Тоа е една работа. Сега одиме понатаму. За кого ова врата ќе биде тесна? Имам прашање тука, многу интересно. За кого? Прва работа, за оние што го сакат гревот. Што вели прва Јованова 3:8? Оно што прави грев од кого е? Од ѓаволот, затоа што ѓаволот погрешно почел. И ако човек го сака гревот, тоа е на страната на ѓаволот. И ако тој тоа го сака, го милува, го прави од ден на ден, тоа му е милина, дали тој ќе сака да оди по тесната врата или каде што сите, ни широката врата? Видите? Значи, ова врата е тесна за сите оние што го сакат гревот. Али за уште една категорија ова врата е тесна. За кого? За кого? За оние што го сакат светот. Во Библијата светот е представен како нешто лошо, спротивно на духовните работи. Еве читам 2 глава 15 до 17. Деца мои, немојте да го љубите светот, ни она што е на светот. Ако некој го сака светот, ја нема љубовта очина во него. Бидејќи се што е на светот е телесна желба и желба на очите и гордост на животот не е од Отецот, туку тоа е свет, а светот поминува и желбата за него, а оние што ја творат волјата Божја остануваат што? Довека. На кого е ова врата тесна? На оние што го сакаат гревот и на оние што го сакаат светот. Сега, ева многу важна констатација сега тука. Иако ова врата е тесна, таа е единствена врата низ која можеме ние да поминеме. Нема друг пат, нема друга обиколница. Тоа е една единствена врата низ која ти и јас можеме да поминеме ако сакаме да бидеме победници во големата борба за бесмртност. А Исус кажа во Евангелие по Јован 10:9: Јас сум што? Вратата. Јас сум вратата. И никој не може да влезе освен преку кого? Преку мене. А за да влеземе преку него, треба да го сакаме. Нели, оно што го сакаш, ти си со него. А ќе каже во Јован 14:15, ако ме сакате, што? Држите ги моите, повторно врска помеѓу љубовта и Божите заповеди.
Од овамо до наму Господ некако сака да го усмери нашето внимание кон заповедите, затоа што многу важни работи постојат во нив. Тие се индикатор, показател за тоа каков е мојот однос едноставно со Господа. Сега многу интересно, уште една констатација. Видите, Библијата е многу длабока книга. Иако ова врата е тесна и изгледа дека се затвара, jer секој ден по некој сантим од таа врата се затвара. Знаете, се затвара. Ама таа си уште што? Отворена е. Овакви серии предавања се прилика да влеземе низ таа врата. Вакви серии предавања. Прилика. Зошто? Затоа што не знаеме колку ќе биде отворена. И затоа што не знаеме колку ќе живееме. И затоа е многу важно ова за што зборуваме ние вечерва. Но уште нешто да кажеме, само да го видам. Имаше уште еден слайд. Ова треба, па претходно следниот ќе одиме. Само неколку библиски примери да ви спомнам. Ова е многу важно. Овие три примери. Царот Манасија, фарисеот Савле што постанал Павле и многу евреи што го распнале Исуса. Знаете што е заедничко сите овие три, да не зборам за поединечно поради времето? Што е карактеристично сите овие три категории на луѓе? Што сите овие три категории луѓе лошо почнале. Во еден книга, во еден коментар најдов за царот Манасија, дури таква мисла најдов. Вика, после ѓаволот тој бил најголем непријател на Бога. Што све направил тој човек? Се покајал. Дошол кај Бога. Сватил, духот дело во неговото срце. Сватил, се вратил, се покајал, како изгубениот син. И влегол ми става тесна врата. Савле, како почнал? Како наследал Стефан, првиот маченик? Кој бил тука, иницијатор? Што земал од свештениците како документ и каде одел? Што му беше задача? Водел си некој свој джихад, ки кажат муслиманите, света војна. Нели така? Меѓутоа, во даден момент, кога се сретнал со Исуса Христа, што се случи? Драстична промена. Почнал лошо, како завршил? Добро. Евреите што рекле, распни го крвта негова на нас и на нашите деца. Голем дел од нив, со текот на времето, дојдо кај Господа. Кога апостолите добија сила од Светиот Дух и проповедаа, тогаш и многумина од нив се врати кај Господа. И еве констатацијата што сакам да ја спомнам. Сите луѓе сме родени со грешна природа. Грешната наша природа е склона да оди по широка врата. Сите ние лошо почнавме, но не значи дека треба што? Да. И овакви серии предавања се прилика да продолжиме, ако градевме до сега. Ова е христијанско место. Ова е место каде што се отвара Библија, се чита. Овде се знаат многу работи. Но видите, секојаш во нашиот живот има простор за поправање за некои работи. Можда некои работи Светиот Дух сака вечева да ги малце пообјасни, дообјасни. Вчера нешто сакаш да ни каже. Завчера. Ќе организираме уште такви некои предавања понатаму и некои посети, така да едноставно бидете отворени за делувањето на Светиот Дух. Бог ќе ви помогне да навистина, иако почнуваме лошо, али добро, едноставно да завршиме. Вториот дел од текстот вели заповед. Навалете, борете се, заповед, бори се. Зошто да се борам? Да ви кажам, не верувам човек во овој живот да не се бори за нешто. Секој од нас се бори за нешто. Но што ти дава сила во твојата борба за нешто што се бориш? Кажи. Што ти дава? Смислата. Дали тоа треба да го направиш? Ако сватиш дека во тоа што се бориш има смисла, што ти ќе вложиш тука? Све. Но ако сватиш дека во тоа што се бориш нема смисла, што ќе правиш? Ништо, ќе се откажеш, ќе се предадеш. Се моето прашање. Спасението е вредно ли за борба? Да! И затоа треба да се бориме. Нели така? И затоа сега сакам да ги спомнам 5 работи зошто е вредно да се бориме. На многу важна работа. Бори се значи марливо користи ги средствата што Бог ти ги остави на располагање. Читај Библијата. На тој начин ти се бориш сам со себе, со непријателот, со светот. Читај Библијата, затоа што преку Библијата Бог има нешто ти каже. Но исто така моли се. Кога се молиш,
ti mu kažeš na Gospoda. I ta je dvosmerna komunikacija. Preko molitva ti mu kažeš na Gospoda, a preko Biblijeta Bog tebe nešto saka da ti kaže. To je rabota. Bori se, znači, treba da budeme odgovorni suštestva. Naše to spasenje zavisi od nas samite. Ti imaš slobodna volja, ja imam slobodna volja. Da nemame slobodna volja, nema smislova zapoved bori se. Kada Bog veli bori se, Bog saka da kaže ti dadov slobodna volja, ti dadov možnost, ti dadov slika da vidi zašto da se boriš, ama jas ne možem mesto tebe da se boram. Ti mora da sakaš da se boriš. Jas ke ti dam sila, ke bidam pokraj tebe, odluka ti, želba ti, inicijativa treba da bida tvoji. Izbor da li ke pobediš, bo borbata za besmrtnost je samo tvoj. Ne može nekoj drug da je donese ta odluka za tebe. Lično sam, so svoja volja i želba, treba da odlučiš da li sakaš da budeš pobednik u ova borba. Treta rabota, bori se. Znači, što znači? Pa imaš neprijatelj. Možeš i da se boriš ako nemaš neprijatelj. Pa ne može. Znači, ideja ta postoji neprijatelj, pa zato ti se boriš. Ko je to neprijatelj? Mnogo jasno Petar ni kaže ovo svoje to poslanije. Bidete trezveni. Bidete budni. Zašto? Vaši od protivnik, po ime i po prezime, ako možem tako da kažem. Gjavolo, obikoluvo, kako što rika i bara, nekogo da progolta. Ja skažem toga što ovjedeno i tuka. Ogromna borba se vodi, bo tvoj ti moj život, kako odlučiš da dojdeš tuka na ovakvi predavanja. Eden glas ti kažu, da, tamo je, idi, ke slušneš raboti što ke ti pomogne ta tvoja borba za bezsmrtnost. Međutim, drug glas ke ti kaže, pa sega li umoren si, cel den raboteše. Pa večerni, odmali se, takvi predavanja ki imaju utre i zadutre i za sledna sedmica i sledan mesec i bude kevri. Ki ima, ma nemoj sega. Borba. Ke sakaš da otvoriš sveto pismo, ti se spije. A Bog saka najnovije informacije da ti kaže za tebe, za tvoj duhoven život i za mene. Da, borba, protivnik, đavol, rika, ne dava, se bori živalo. No Gospod je pogolem od njega. Ke go pobedi i go pobedil. I ke go pobedi povtorno. Četvrta rabota, bori se. Znači, spasenijето je vredno za borba. Vredno je. Dve kratki paraboli. Matej 13. glava 45. stih i Matej 13. glava 46. stih. Evo što veli tekstot. Carstvo nebesno prilega ušte i na što? Ova se dragocenosti. Sokrijeno vo niva, koja je našlo čovek i prikril. Pa so radost za neja otišao i prodal sve što imao i ja kupil ta niva. Zašto? Što našao ovo ta niva? Dragocenost. Ta niva, tuka je najdeno Isus Hristos, spasenijeto. Spasitelj što nego dava spasenijeto. Ne li taka? Vredno je spasenijeto. Sve drugo ne vredi prema nego. Sve drugo, kažu Pavle, je trici. Prema prevažното poznavanje Isusa Hrista, spasitelj koji mi dava spasenije. I još jedna parabola veli, carstvo nebesno prilega i na trgovec koji bara kakvi biseri. Ubavi biseri. Pa štom najde jedno zrno s kapocem biser, odi i prodava što? Koliko? 30%, 50%, 90%, sve. Zato sve što ima, posporedba su to je biser ništo. Pa sporedete gi našите 70, 80, 90 i 100 godini koliko ke živeme na ovaj svet, so večnosta. Može li se sporedi? Ne. Da, carstvo to nebesno je vredno. To je dragocenost, to je ljubav biser. Znate, ja i ovo da vam kažem. Vi go znajete ovo, mnogo dobro. Podobro od mene. Koga obično mi gi cenime rabotiti? A zašto to tako da biti? Zašto morame povtorno di kaže mi na zborovi, pa kade mi beše pametno? Pa zašto ne vnimavav? Pa zašto jednostavno ovi vredni i važni raboti što bi ja kažani ne su razmislil i ne su donal dobra odluka? Pa vrede li posle to da se? Ne. Zato je mnogo važno i na vreme nekoj raboti da se donesat. I peta rabota, od ovo je vtor del, predodami na tretiot. Bori se, znači, mnogo je opasno da se bide nadvor od tesnata vrata. Бидејќи тоа значи да бидеш изгубен. Jer ako ne se boriš,
Знаете, Божјата милост многу е злоупотребувана. Вика, Бог е милост, ке ти опрости. Да, Бог е милост, опростува, ама што вели? Оди и немој повеќе да грешиш. Тој дел не треба да го забораваме. А во Библијата грево се дефинира како прекршок на Божиот закон. Не треба тоа да се заборава. Видите, тоа е балансирано евангелие. Ако се нагласува само благодат, тоа значи дека ние тасот го ставаме само на една страна. Тоа е исто како да весламе со едно весло и ќе се вртиме во круг. Ако само едноставно го нагласуваме само Божиот закон, ќе весламе исто така само на една страна и во круг. Треба балансирано. И ова, и ова. Ова требаше да го направите, но она не требаше да го заборавите, вели Исус, на многу места за многу работи. Ова размислите за овие работи. И на крај, трета работа имаме уште слайдови, но еве полека се ближиме кон самиот крај. Го анализираме овој клучен крунски текст денеска за борбата за безсмртност. Дојдовме до третиот последен дел. А што е тоа? Што рековме тоа? Пророштво. Зошто не следат пророштвата? Што рековме? Да не усмерат. Тоа се наши пријатели, не да не заплашат. И што вели? Многумина ќе сакаат што? Да се борат. Кога? Во погрешно време. Решиле да дават голови после свирџот на судијата, после 90 минути, па вредили. Треба да дадеш гол таму кога траи такмицата. Што ќе заврши? Бадијала е све, давај 50 голови, ништо. Треба да се бориш во тоа одредено време, кое што е наречено време на милост. Многумина ќе сакаат да влезат, но не ќе можат. За кое тоа време Исус тука зборува? Многу добре знаеме параболата за 10 девојки. Нели така? Овие биле паметни затоа што имале резерва едните, а другите немале. И кога им требало, резервата искористиле. Биле подготвени, а другите не подготвени. Ги чекал, нели така? Милост е Господ, добар е Господ. Знаете, можеме ние погрешно, имаме опасност да проповедаме еднострано евангелие. Милост Господ ќе опростува, нема врска, живе како што ќе живееш, Бог е милостив. Во Библијата пишува Бог е оган. Бог е оган. И сега не можеме ни од Библијата да земеме она што нам ни одговара, а она што не ни одговара да го ставиме по страна. И ова е важно дека е милост пред се, и ова е важно пред се. Балансирано евангелие. Тогаш тесната врата ќе биде затворена и запечатена. Ке сакаш? Ке бараш викенд предавања, ке бараш евангелизации, ке бараш Библија, ке бараш било што, молитва, посета. Меѓутоа, ке имали шанса за тоа? Еве го, пророштвото во Амос 8 глава 11 до 13. Еве, ке настапат дни, вели Господ Бог, кога ќе испратам на земјата глад, ама не глад за лед и не жет за вода, туку жет за што? За слушање на Словото Господово, зборовите Господови. И ќе одат, кој? Тие што сакат сега да слушат, тогаш да слушат. Од море до море, ќе скитаат од север до исток, барајќи го Словото Господово. А денеска Словото Господово ги бара нив. И нема да го најдат. И во оној ден ќе премираат од жет убави девојки и момчиња. Книга на пророк Амос, 8 глава 11 до 13. Знаете ли што се случило со овие луѓе, категорија на луѓе? Почнале да ги ценат работите кога ги изгубиле. Се додека се проповедало евангелието, тие немале време. Имале свои забави, имале свои планови, имале да учат, имале ово, имале све друго имале. Немале време за ова. А сега сакаат, а нема шанса веќе. Зошто тоа да се случи, кога можеме тоа да го изгубиме? Но прашањето кажува, колку ли ќе бидат изгубени? 1, 2, така ли вели текстот? Не, многумина. Немаме бројка. Многумина. Значи, многумина ќе бидат заведени. И знаете ли што ме потсеќа ова? На првиот текст што го прочитавме. Многумина одат по широката врата, а малкумина идат по тесната врата. И тие што одат по широката врата, сушност ќе бидат во таа категорија на многумина, што едноставно не ќе можат веќе да влезат во Царството Небесно. Драги мои, тогаш веќе нема да имате исти. Сите ќе почнат да веруваат. Тогаш сите ќе веруваат. Да, веруваме сега, но ајде си го отвори ние вратата. Ајде, веруваме, да. Се што си зборов истина е. Зошто?
Затоа што гледа дека нивото на водата што? Како и Јуда, вика се раскајал Јуда, таму пише во еден текст, во Евангелијата пишува, нели? Ама зошто? Од вистински побуди или од последиците сега на она што ќе му следат? Видите? Сите ќе бидат атеисти. Но, предосна. Во една црква имаше еден надпис, вика, повелете, влезете денеска, за да ја избегнете навалата на крајот. Дојдете денеска, за да тогаш ја избегнете навалата, jer тогаш што? Ама, ќе имали смисла. Последен слайд, читам. Драги мои, дозволете ми, ова е последно да завршам со читање на Библијата. Да се помолам на Господа и нешто да ви предложам. И завршуваме. Читам Мудри изреки, 1 глава, 24 до 31. Од 23. Обратете се на моето карање. Еве, ќе го изливам својот дух на вас. Ќе ви ги кажам зборовите своји. Ама јас викав, ама вие не сакавте. Ја пружав раката своја, али никој за тоа не мареше. Него го отфрливте секој мој совет и моето карање не сакавте да го примите. И вели Бог, затоа сега и јас ќе се смејам на вашата неволја. Ќе се смејувам на оне што ќе дојде, а од што вие се плашете. А ќе дојде како пустош, од што вие едноставно се боите, се плашете. Како олуја ќе дојде, ќе навали на вас неволи мака. И сега видите што вели. Тогаш ќе ме побарате, но нема да ви се јавам. Рано ќе барате, ама нема да ме најдете. Зошто? Jer го мразете знаењето. И стравот Господов не го избравте. Не пристанавте на мојот совет и го презиравте моето карање. И затоа вика сега ќе јадете од плодот на патиштата своји и ќе се наситите од вашите лични совети, зашто лудиот ќе го убие мирот негов и безумниот погибелта на неговата среќа. И Бог да не е Бог, драги мои, не завршува така со лошо сценарио. Гледајте како завршува 33-тиот последен стих од ова 1 глава од мудрите изреки на најмудриот човек што живеел на земјата, царот Соломон. Последниот текст не завршува негативно така, него вели: но кој ќе послуша? Кој ќе послуша? Ќе живее без грижа, во мир, не плашејќи се од зло. Многу реален е Бог. Бог кажува што све направил. Својот дух сум го дал. Сум зборувал, сум викал, сум апелирал, не знам што све сум направил. Не сакавте да послушате. Да ви кажам што ќе следи од вашиот став. И кажал све. Ќе ме барате кога веќе нема да има време за милост. Да ви кажам и тога што ќе се случи. И кажува што се ќе ги снајде. Но видите, тој татковски однос со нас на крајот последниот стих 33. Но вика, луѓе, има шанса денеска. Само ако послушате. Само ако отворите срце ваше. Само ако дозволите. Ништо тоа нема да се случи. Ке живеете во мир, без грижа, ке имате смисла зашто живеете, ке бидете победници во ова борба за бесмртност и ке имате живот вечен. Драги мои, ја сакам сите дни да се најдеме таму. Сакам на време да донесеме одлука. Сакам да ја поминеме вечноста со нашиот Татко Небесен. Сите ние што сакаме, ве повикувам да станеме и да упатиме завршна молитва. Добар наш Татко Небесен, стигнавме до крајот на овој серијал со овие теми што ти ни преговори овие вечери. Благодариме од срце. Го видовме твојот татковски карактер, профил. Љубовта твоја осетивме, чувствувавме, затоа што ти како добар наш Татко Небесен не поучуваше и не информираше за тоа што ќе следи, за да не бидеме изненадени од тоа што ќе се случи на ова земја. Татко наш Небесен,
Ти благодариме што имаш добри мисли за нас. Ние сакаме да бидеме на Твоја страна и сакаме да бидеме победници во големата борба за бесмртност. Те молам за тоа, за секој поединечно, кој што биле тука и во петок, и во сабота, а и денеска. Да ги благословиш поединечно и длабоко во срцата нивни, Господе, да им дадеш силна желба и волја, да го истражуваат Светото Писмо и да живеат според Светото Писмо во целост. И да дозволат, Господе, да бидат запечатени, затоа што само запечатените, Господе, ќе обстанат во големиот ден. Благослови ги уште еднаш сите, добро здравие, Господе, дај им. И Ти стоиме на располагање спрема Твојот план, како ќе направиш за нас, така ние, Господе, ќе се опходиме. Ти благодариме уште еднаш за сите благослови што не ги даваш во името Христово.